Неформалното образование е многу битен елемент во образованието општо на еден млад човек, затоа што формалното знаеме колку е затворено, како е со своји принципи, со свој сатница, програма и така натаму, ама неформалното е малце поотворено, каде што младите можат потоа да се искажат преку различни методи како симулации, театар, игри некои, така да мислам дека преку тоа се откриваат себе си. Во моментот работиме со 3 од многу битни програми, тоест акција К1, каде што има младински размени и мобилност на младински работници, тоест за млади наменет од 13 до 30 години, кои што сакаат да научат нешто ново, социјални теми, каде што испраќаме млади и примаме во државата на отприлика една недела да се дружат со други млади од различни европски држави. Тоа е програмата кој што му го менува животот комплетно на еден млад човек, затоа што замислете 12 месеци во друга држава, каде што се усовршува, учи нов јазик, запознава нова култура, тие имаат можност да научат нови вештини иако за кратко време. И најбитен момент да учествуваат активно, да бидат инклузивни, тоест се програмата е инклузивна за сите генерации, независно за кој и нема никаква дискриминација на ниедно поле, како и да научат нови дигитални вештини, оти програмата ги поддржува тие дигитални вештини и им поможува да добијат вештини за вработување или самовработување во иднина. Бенефит има голем, имаме примери многу позитивни од програмата. Ние како организација досега сме пуштили над 5000 млади од државата на кратки младенски размени од 7 до 8 дена. Многу позитивни приказни, од Еразмус не сум слушнал ни негативна приказна до сега. Програма која што и не поврзува сите нас, сите генерации во едно, затоа што во младинска размена имате не само млади, туку имаме и лидери кои што ги водат тие млади кои што не го ограничуваат на години, така да ги спојува и младите и повозрастните генерации.